Благодарам, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е Законот за безбедност на храна. Овој закон го разгледувавме на комисија и морам да кажам дека убаво звучи кога со закон ќе дигнете нивото на безбедност на храна и особено кога тоа го правите како усогласување со Европската Унија, но во исто време секојдневно гледаме скандали дека увезуваме храна која има сумнителен квалитет, храна со зголемени количини на пестициди и едноставно храна која не ги задоволува ни оддалеку потребите за македонските граѓани. Во суштина, законот представува усогласување со регулативата 2017/625. Меѓутоа, морам да кажам дека поприлично, иако со овој закон вршиме одредено усогласување, поприлично касниме со тоа што се случува во Европа. Едноставно, оваа проблематика во Европската Унија се третира на многу високо ниво и буквално стално се подобруваат директивите, регулативите и стално се дига нивото на зголемување на безбедност на храна, односно квалитетот на храна која се користи во Европската Унија. Европската Унија и текако силно посветува внимание на оваа проблематика, а ние како да закаснуваме со неколку чекори во однос на оваа проблематика. Иако правиме сега усогласување, дел од новите регулативи воопшто не се обработени со законот и на брзо трака мораме да ги ставиме истите да бидат повторно разгледувани во комисија, за да можеме реално да направиме усогласување со европските закони. Ова го кажувам повеќе од причина што бизнисот со храна е и сериозна работа, ако знаеме дека во државата за храна трошиме некаде околу 1 милиарда евра увоз на храна. Значи, тоа е сериозна бројка, што само по себе кажува за каков голем бизнис станува збор и со какво големо внимание исто да треба да биде третирано. За жал, тоа не се случува и често пати македонските маркети и пазари се преплавени со неквалитетна и несоодветна храна која ни оддалеку не ги задоволува потребите. Околу самиот закон, добро е што се носи законот, реков, треба час поскоро да се отвори повторно, затоа што веќе има нови регулативи во Европската Унија, кои подобруваат ситуацијата, а и самата имплементација на законот ќе значи носење на некаде околу 96 подзаконски акти. 83 правилници, 6 одлуки, 4 листи, 3 решенија се составен дел од законот кои мора да бидат направени во рокот кој е предвиден со законот за усогласување на текстот на законот со реалната состојба, односно можноста за имплементирање на оваа законска регулатива. За жал, битни сегменти од законот, како што се земјоделските прехранбени ланци и други одредби, се ставени, како и многу други законски решенија кои представуваат усогласување со Европската Унија, се ставени со одложен рок на важност. Односно, конкретно за земјоделските прехранбени ланци, истата проблематика ќе биде составен дел од законот 1 година пред да влеземе во Европската Унија. Што само по себе кажува за несериозноста и лошиот приод кој го имаме кон оваа проблематика. Затоа што во меѓувреме овозможуваме во овие ланци на безбедност на храна од земјоделски прехранбени производи да се вметнат производи со сумнителен квалитет, производи кои не задоволуваат ЕУ стандарди. Тоа значи дека македонските граѓани ќе имаат повторно во своите маркети, на своите пазари, производи во најмала рака кажано со сумнителен квалитет, ниту оддалеку
близко на нормите кои ги има Европската држава. Ако веќе сакаме да бидеме составен дел од Европската Унија, овие проблематики мора да бидат составен дел од нашиот правен систем во моментот. Меѓутоа, реалноста е сурова. Нити за тоа се заинтересирани трговците, ниту за тоа се заинтересирани делумно преработувачите на храна, затоа што се навикнати, купи поевтино, купи со послаб квалитет, продај го на пазарот и сето тоа на штета на на граѓаните. Исто што сакам да искоментирам, дека и овде се провлекува повторно проблематиката на законот на прекршоци, каде што направивме генерално усогласување на сите прекршоци. За одредени работи, едноставно според мене, не треба да има компромис. Сигурно во оваа проблематика, кога ќе го отвараме законот за прекршоци, треба сериозно да размислиме дали малите казни се решение за вакви сериозни работи, како што се безбедноста на храната и производите кои ги користиме на македонските пазари. Во член 132, глоба од 3000 евра сега е заменета со глоба од 100 до 300 евра. Овој член се однесува за ставање промет на храна од животни кој не е безбедна или истата се користи во исхраната на животните. Значи, едноставно, премали се овие казни и без проблеми луѓе кои сакат да го изиграт законот, кои сакат да профитираат на сметка на безбедност на храна, можат овие работи секојдневно да ги прекршуваат. Не е ни доволна ни казната од 3000 евра, според мене. Меѓутоа, 100 до 300 евра за ваков сериозен прекршок, ставање во промет на неквалитетни производи од животинско потекло е смешна работа и сериозен проблем кој понатаму може да ни направи проблеми во едноставно безбедноста на храната. Сметам дека законот за прекршоци треба да биде час поскоро отворен и едноставно оние места каде што нема компромис со делото и големината на делото кое се третира, да биде и казната соодветно голема. Сите сме за безбедност на храната, сите сакаме оваа проблематика да биде на ниво на најразвиените држави, на ниво на Европската Унија, меѓутоа со законот само делумно усогласуваме одредени законски решенја. За жал, одредени законски решенја ќе имаат одложена примена, што не е во интерес на граѓаните на Република Македонија во целина, затоа што сите сакаме пред се нашите граѓани да конзумираат квалитетни и безбедни производи. Благодарам.